Цивил медија. Ова е вториот ден на Цивил Фест, време кога обезбедивме и термин за доделување на награди за граѓанско новинарство. Со 6 награди, обично делиме по 5, меѓутоа со 6 награди кои ќе ги доделиме денеска, ќе имаме досега доделено 101 награда за граѓанско новинарство за овие 3 години од постојањето на граѓански објектив, проект кој го спроведуваме од 2015 година и кој го финансира National Endowment for Democracy. Мислам дека многу пати досега кажав, а моите колешки и колеги пишуваат речиси секојдневно за тоа што представува граѓанското новинарство во светот и во Македонија. Впрочем, тоа е активноста на оние луѓе кои се храбри, умни и минимално технички подготвени за да ги откриваат, разобличуваат и објавуваат сите неправилности, кршењето на човековите права, проблемите во заедницата и други проблеми, други теми кои се поврзани со секојдневието на ова општество. Секој пат, кога имаме 5 награди, ние доделуваме награди за граѓански новинарки и новинари кои зборуваат за социјалните проблеми, зборуваат за кршењето на човековите права, зборуваат за политичките притисоци, зборуваат за низа други проблеми со кои се соочува секој општество, па така и нашето. Граѓанските новинарки и новинари поменуваат светот, го променија ликот на медиумите, начинот на кој функционираат медиумите секаде во светот. И тоа значи дека вака треба да продолжат, а Цивил Центар за слобода им овозможи простор во кој тие безбедно можат да ги објавуваат своите спори и прилози. Тие безбедно можат да објават секаква вест која пак нам ни помага да помогнеме на општеството и на институциите да станат потранспарентни и поодговорни. Тоа би бил воведот во ова наша церемонија и сега, како и секогаш, ќе започнеме со четвртата награда. Имаме 2/4 награди постојано. Четвртата награда, едната од двете четврти награди, оди кај веќе познатата за нас и за вас Хазиза Јонузи, која ми пријави дека добила порака, СМС порака од ВМРО ДПМН со покана за учество на протест. Таа мобилизација е толку широка и општа, што и луѓе кои не се согласиле претходно да бидат на некој список, сепак се нашла и таа, што сметаме дека исто така е своевиден прекршок. Јас би сакал да видиме Хазиза Јонузи да ја земе својата награда. Повели? Беше ми драго. Имате нешто да прокоментирате во врска со вашата работа? Знаеме дека вие сте активистка во Тетово и евентуално нешто да кажете за нашата публика. Па би сакала само да ги охрабрувам сите жени, девојки, посебно, значи жените девојкиве, за да бидат граѓански новинари, заради само така можеме ние да го смениме менталитетот во Македонија. И само така може подобро, посигурно да одиме во Европска унија и во НАТО, иначе со овој менталитет не знам зошто би ни требала Европска унија и НАТО. Тоа, значи бидете храбри, пријавете, објавете се што имате за објавување. Фала ви на Добри пораки слушнатме овде и особено не радува нас во Цивил кога родовата равнотежа е запазена и особено кога жените активистки се во првите редови, а тоа и ние како организација сме го искусиле и до сега како искуство, се во
првите линии за промените во општеството, за промените кои сакаме да ги видиме во оваа наша земја. Понатаму можам да кажам дека втората, четврта награда пред малку ја подигна пред почетокот на оваа церемонија Бехарни Миши, кој ја извести редакцијата Цивил Медија и преку тоа и јавноста, преку граѓански објектив, за една хумана акција која се организирала во општина Чаир, кои донирале јакни за тие што немаат. Впрочем, повеќе јакни, зимски јакни, се појавиле на дрвјата закопчани, каде што пишува доколку ви е студено, послужете се, земете јакната. Ова е сведоштво на граѓански новинар за една хумана акција, за една иницијатива на граѓанки и граѓани од оваа општина. Значи, како што гледате, Скопје за жал секогаш доминира во бројот на наградите, што не значи дека проблемите или пак вакви хумани акции не се присутни во останатиот дел од земјата, и оваа прилика би сакал да ја искористам да ги поканам граѓанките и граѓаните, граѓанските новинарки и новинари да учествуваат што е можно повеќе и се разбира сите оние кои се и надвор од Скопје. Бидејќи убедени сме дека се случува живот, а се случуваат и проблеми и во другиот дел од земјата. Понатаму со трета награда ќе се почести фотографскиот прилог на една анонимна граѓанска новинарка, која навистина од оправдани причини сакаше да остане анонимна. Несекојдневна гледка пред клинички центар или пак секојдневна гледка пред клинички центар. Јас лично би можел да кажам дека тоа е буквално секојдневна гледка, тоа е гледка на една крајна неажурност, на крајна нехигиена, во близина на еден толку важен објект кој што е клинички центар, каде што треба да има хигиена и здравје. Гледаме и несовесност од граѓанките и граѓаните, но и неажурност на службите кои треба да се занимаваат со чистотата. Таа трета награда оди кај анонимна, како што кажав, граѓанска новинарка, со тоа што и овде апелирам. Секогаш кога правите фотографија, имате уште едно копче, веднаш под копчето за фотографија, кликнете ја камерата. Значи, нам ни се важни и видео записите, особено ако постојат услови за видео снимање, бидејќи тоа се и повидливи содржини и повлијателни. Значи, следниот пат се разбира не само оваа добитничка, туку и сите останати што се заинтересирани да земат учество во нашиот проект, нека кликнат и видео снимање онаму каде што може. Тоа ќе ја замолам редакцијата да го предаде купонот, односно ваучерот со вредносниот ваучер на добитничката. Инаку за оние што може би прв пат ја следат оваа церемонија, добро е да се каже дека вредносните ваучери се добиваат, се заменуваат за нешто што ви е потребно од Анкоч или од АМЦ. Тоа се две компании каде што можете компјутерска комуникацијска опрема да купите, можете доколку е тоа повисоко да доплатите за да можете да купите тој продукт, или ако сте добитници или добитнички на повеќе ваучери вакви, можете да ги скомбинирате и купите нешто во тие две фирми кои се занимаваат со продажба на компјутерска и комуникацијска опрема. Инаку, кога веќе сме таму, третата награда изнесува 2642 денари. А сега, бидејќи во буџетот се отвори простор за уште една награда, сакаме да објавиме дека ќе дадеме специјална награда во износ од 3171 денар
овој ваучер ќе оди во рацете на нашата соработничка, граѓанска новинарка од Штип. Значи имаме сепак разноличие во наградите во смисла на локација од каде доаѓаат. Во Штип имаме една видеоснимка и серија фотографии кои се однесуваат на протестот поради несреќата во која настрада еден средношколец. Средношколците се организираат и упатија многу јасна порака дека очекуваат од учесниците во сообраќајот посовесно возење, посовесно учество во сообраќајот, за да немаме несреќи, незгоди и трагедии. Симона Живкова е инаку и активистка и соработничка на организацијата подолго време и со задоволство ја упатувам ова награда и нашите поздрави до неа. Таа денеска е зафатена со работни обврски во Штип, заради тоа ќе биде предадена нејзината награда во некој од наредните денови. Одиме понатаму. Стигнавме до втората награда. Втората награда оди кај анонимна граѓанска новинарка, која ни испрати видеоснимка од разните шатори кои протестираат пред собранието. Мислам дека ова е повеќе како еден проблем, една тема која се провлекува подолго време и која влијае на секојдневието на скопјанки и скопјани и се разбира сите што сакаат некаква работа да завршат овде. Имавме предходно и прилози кои изборуваа за тоа дека и брза помош не може да помине, проводноста низ градот е навистина отежната, а за сето тоа очигледно одговорни се неколку шатори. Сега би сакал човекот што е зад мојот драг колега, кој е зад камерата, да се придружи мојот драг колега Дехран Муратов, е авторот кој ја предводеше екипата на Цивил Медија во креирање, во продукција на повеќе прилози на нашата веб платформа, на нашата медиумска платформа, и која се однесува на еден проблем на наши сограѓанки и сограѓани во општина Битола. Впрочем, и минатиот пат, кога бевме таму, откривме повеќе проблеми, меѓутоа тоа што беше директен повод за ова беше една фотографија која дојде до Цивил, која се однесуваше на еден за мене несватлив проблем со кој се соочуваат овие луѓе, наши сограѓанки и сограѓани од населбата Бајин во Битола со децени. Впрочем, тие немаат вода. По таа фотографија Дехран и екипата отидоа во Битола, направија и репортажа, направија и серија други текстови, направија интервју со градоначалничката на општина Битола и јас сум сигурен дека оваа екипа, вклучувајќи и мене, нема да престанеме да ја алармираме јавноста и институциите за овој проблем, се додека не го видиме решен. Јас би сакал да го замолам Дехран, кој вчерашното обраќање до јавноста по повод меѓународниот ден на човековите права, впрочем го заснова на оваа сторија, да го прокоментира, да ни каже што се случуваше, како ја направите оваа сторија. Историјата, усвари, ние колку пати бевме во Битола, не знаевме дека на само 5 минути од Битола постои цела населба која што нема вода. Тоа може би, не знам, ете лично за мене беше пропуст како личност, да не знам дека одам таму во на Широк сокак, пијам кафе, а на само 5 минути има луѓе кои што немаат вода.
До сторијата стигнавме сосема случајно. Фотографија објавена на социјалните мрежи, која што потоа нас не заинтересира за да побараме мислење од градоначалничката и тие кои што се надлежни за тој проблем да го решат. Секако по долго време бевме примени на, мислам не помина долго време, помина само 2 или 3 недели, бевме примени на разговор во општината, што локалните невладини организации кои што се бават со правата и проблемите на ромите нема пристап до градоначалничката. Што тоа е уште една победа, мислам, наша, некој од службените институции да седне со невладина организација и новинари, активисти, да разговара, да слушне дека во нејзиниот град постои таков проблем. А не знаеше градоначалничката дека постои? Ете, на тоа одам. Ден пред да отидеме на состанокот со градоначалничката за прв пат некој од институциите отишол горе да ги посети тие роми, тие луѓе, да види на лице место дали имаат вода. Што беше интересно, образложението на градоначалничката е дека има вода затоа што улиците беа со кал и вода. И ние кога стигнавме на лице место, видовме дека луѓето мијат раце и садови, они со бурињата истураат вода за да се измијат и таа вода протекува низ улиците, што тоа беше доказ за градоначалничката дека има вода, затоа што се влажни улиците, а на лице место кога ќе отидеш ќе видиш дека они со буриња истураа вода за да се ги измијат рацете и затоа беше таа кал на улиците. Како се снабдуваат луѓето со вода? Луѓето се снабдуваат, има само едно црево, тоа е толкаво, кој што они го викаат чешма. Ние кога отидовме таму рековме кај ви е чешмата, они викаат тебе е чешмата. Чекај, тоа е само обично црево. И ние не бевме зачудени како тие луѓе. Да. Па да, може да се види малце поназад. Поназад е. Ова уствари за нив значи чешма. Тоа е единственото И место ова е каде што може единственото место каде што во 2 пополнот, кога сите водата, например, тие кои што користат, запираат, спијат, и тогаш има некаков притисок да стигне до оваа чешма, но ова е снимано од прилика пред 3 недели или месец. За сега во овие минусни температури таа веројатно и веќе е смрзната. Таа веројатно веќе и не постои, не може, немаат ни простор да пунат вода од таа чешма. Така што тие луѓе имаат по 20-тина буриња во импровизирани куќички. Сега не би сакал да збориме за сосема други проблеми. Ова е единствениот, најголемиот проблем, кој што може многу брзо да се реши. Да, тука ја сваќаме градоначалничката кај што вика дека тоа се диво изградени куќи, дека се населени, но што да направат тие луѓе? Или дај да ги срушат и преселат на нормални услови, или нека им однесат вода. Друго нема. Сега да се вадиме на тоа дека тие се диво изградени и треба да останат така со децени, не е решение. Така да јас тука бих запрел да не одземам повеќе време и да, што кажа Џабир, дека ние нема да запреме тука и нема да бидеме фино средени, дотерани, облечени, дека нашите сограѓани таму умираат за вода. Како што една од таа вика, туку умираме за капка вода. И стварно умираат за капка вода. Ефрем, јас мислам дека првата награда, која е 5813, добиваш ти и екипата на Цивил Медија, е повеќе од заслужено. И јас сум горд што сум колега на овие вредни луѓе, активисти, новинарки и новинари, повели наградата и да продолжиме. Ова е награда на цела екипа. Да продолжиме понатаму, нема да запреме со нашите активности додека не видиме вода, а што се однесува до легализацијата на нивните градби, да се подсетиме само на илјадниците, ако не и на стотиците илјади различни објекти низ целата земја кои беа легализирани во изминатите години, а зошто да не биде тоа процес кој ќе ги опфати и овие неколку куќи
odnosno semejstva koji umira za vodu. Kako što kaže i ti včera govor, vodata je osnovno čovjekovo pravo. Sova završi ušte jedno dodeluvanje, ušte jedna ceremonija na dodeluvanje na nagradi za građansko novinarstvo u raмките на проектот Граѓански објектив. Ова е наш обид да придонесеме кон транспарентноста и кон одговорноста на оние што носат одлуки, на институциите, а се разбира и сите граѓанки и граѓани во Република Македонија. Снимајте, фотографирајте, пишувајте, објавувајте. Ние сме тука, сето тоа да го објавиме и се разбира да се обидеме заедничка презирана акција за сите проблеми да бидат решени час поскоро. И благодарам. Civil Media